Почнувајќи од 1 април, минималната плата во државата ќе биде повисока за 2175 денари и од 18.000 денари ќе се покачи на 20.175 денари. Од следниот месец, секој работник во државата ќе ја зема оваа плата како минимална основна плата. Како што ветивме, го исполнивме даденото ветување. Ова значи над 12% зголемување на основната минимална плата и линеарно усогласување на платите на 27.000 работници, како и во други сектори, во кои што законите се усогласени со Законот за минимална плата. Покажавме дека со системско решение и со системски решенија се гради вистинско партнерство меѓу владата, синдикатите и работодавците. И затоа, заедно на пресконференција, и владата, и синдикатот, и работодавците ја соопштивме новата минимална плата во државата. Ова усогласување на минималната плата се врши по донесувањето на измените на Законот за минимална плата од 2022 година, од доаѓањето на оваа влада на својата функција, со кој што предвидовме нова методологија за пресметка на платите. Како социјалдемократска влада, продолживме со системски решенија да работиме токму на вакви решенија кои што се во интерес на граѓаните. Порастот на минималната плата значи покренување на спиралата на покачување на останатите плати. И растот на минималната плата ќе потикне и раст на просечната плата и на останатите плати во државата, со што просечната плата во моментов изнесува 34.364 денари и дополнително ќе се зголеми во текот на наредниот период. На среден рок, во периодот од 2024 до 2027 година, номиналниот раст на просечната плата се очекува да изнесува 6,1% на годишно ниво. Според овие проекции, платите до 2027 година треба да се движат според следниот раст. 2023 7,3%, 2024 6,4%, значи 2023 веќе го надминавме процентот кој што беше во предвидувањата, 2025 6,1%, 2026 6,1% и 2027 година 5,8% изголемување на нивото на платите. За опозицијата не беше замисливо, па дури и им беше смешна најавата дека просечната плата постојано ќе расне, и за нив беше навистина смешно дека просечната плата ќе изнесува 500 евра. Докажавме дека таа може да биде над 500 евра. И покачувањето на платите на луѓето може да биде смешно за некого само ако го има единствено сопствениот интерес пред себе. За оној кој што смета на солидарноста во услови на криза, тогаш интересот на граѓаните е секогаш прв и на прво место. Заврши и времето кога во времето на владењето на ВМРО ДПМНЕ и на тогашниот економски тим, околу 90.000 работници во текстилната, во чевларската и во кожната индустрија беа дискриминирани и земаа пониски плати и од тогашната минимална плата која што изнасаше 8.000 денари. Во тоа време работниците во овие индустрии земаа плати дури и по 6.000 денари. Денес минималната плата важи за сите во државата без исклучок. Значи за сите стопански гранки, за сите компании во приватниот и во јавниот сектор. И согласно со законското решение, секој март минималната плата ќе расне согласно со порастот на трошоците за живот и согласно со порастот на просечната плата. Значи за 6 години платата е зголемена за 4 пати. И прво на 12.000 денари, значи од 8.050 на 12.000 денари, од 12 на 15.200, па на 18.000 денари и сега на 20.175 денари. Ние знаеме што значи трудот на работниците да е вреднован, да е ценет
и работниците да се задоволни. Дали е тоа доволно? Секогаш може подобро. И секогаш треба да се работи за да биде подобро. Што се однесува до платите, може да ви кажам еден исклучително значаен податок. Во 2012 година, кога просечната плата беше 20.900 денари, а минималната плата 8.050 денари, биле потребни 4 просечни плати за покривање на минималната кошничка во години кога немало војна, немало инфлација, предизвикана од воени действија на европскиот континент. Во 2013 година просечната плата била, значи, 21.000 денара, а со минимална плата биле потребни 4 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка. Денес имаме 34.000 денари просечна плата и минимална плата која што е 20.175 денари. Таа е 2,5 пати повисока од онаа во 2013 година и потребни се 2,1 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка. Што значи дека тезата дека е ова инфлаторно покачување не држи воопшто. Бидејќи во тоа време биле потребни 4 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка, сега се потребни 2 за покривање на една потрошувачка кошничка. Во услови кога од октомври до денес имаме константно намалување на инфлацијата месец по месец. И овие решенија покажуваат што е исправна економска политика, потврдена низ емпирија. Мартовската пензија во 2023 година е повисока за 8,4%, историски најголема досега. Тоа значи дека во една календарска година пензиите се зголемени за 16%. Со следното зголемување, кое што следува во септември оваа година, пензиите за овој период ќе пораснат за 25%, што никогаш се нема случено во историјата. Пикот на инфлацијата беше 14,7%. Пензиите ќе пораснат за 25%. Пак не држи констатацијата дека е инфлаторно покачување. И во услови на намалување на инфлацијата, зголемувањето апсолутно е исто така уште поголемо. Системските решенија, затоа од прв ден кога станав премиер, велев дека функционираат. И затоа пензиите согласно новата методологија се усогласуваат на 1 март и на 1 септември секоја година, без да зависат од политичка волја на некој политичар, без да зависат од политичка волја на било која политичка партија и без да зависат од тоа дали има избори или нема избори. Сетете се во минатото, пензиите раснеа еднократно само пред избори. Сега пензиите раснат благодарение на системско воведено решение. И никој не може да ги злоупотребува пензионерите во изборна кампања, бидејќи тие тоа не го заслужиле. Тие заслужиле да имаат решение кое што зависи од порастот на трошоците за живот и од порастот на просечната плата, односно на продуктивноста на трудот во државата. И затоа имаме историски најголемо зголемување на пензиите во 2022 и 2023 година. И исто така сакам да напоменам дека ова покачување на платите и пензиите се случува во време кога владата, која јас ја предводам, носи мерки за заштита на стандардот на граѓаните, особено на ранливите категории на граѓани. Што значи дека сите финансиски средства и за зголемување на минимална плата, и линарно зголемување на плати, и зголемување на пензии се планирани во буџетот, вклучително и 225 милиони евра антикризни мерки, затоа зашто другите трошоци се намалени. Она што нема потреба да се троши, нема потреба. Зголемени инвестиции и зголемена грижа за граѓаните. Ви благодарам.